Акцијата Гора им изгоре по 2.500 евра и по еден трактор на двајцата пријатели во неволја, Лазо и Љупчо од Делчево. По 9 месеци откако државата ги прогласи за дрвократци, тие проговорија за горчливиот вкус што го носат од односот на надлежните и за неправдата и штетата што им е направена. Дрвата беа исклучиво сливови, крушови и имаше нема ни 20 сантима не постоеше дабови дрва, исечкани, исечени дома во дворот. Љупчо пак живе од земјоделие и поседува 5 хектари шума и секоја година обезбедува дозвола за сеча, но за еден кубик стари дрва доби астрономска казна. Направил прекршок спрема закона, јас тоа и го признав и на судењето. Меѓутоа сам астрономски, казната е превисока, едноставно сам јас парализиран да ми е загрозена општо екзистенцијата за опстанок, за живење. Без трактор ја да се вратам да работам со запрега. И Лазо и Љупчо секојдневно од патот ги гледаат тракторите како им пропаѓаат на шумскиот плац. За нив е заеднички и фактот дека не може да ја платат казната. Не се применува законот спрема сите исто. Едноставно се бараат жртви за кои нема милост. Сакам на лице место, ако е правна држава, да дое апел упатувам до владата, до Министерство за правда, да го разреши тој случај со нас. Од шумската полиција информираат дека двајцата делчевци се фатени како нелегално превезуваат дрва во рамките на акцијата Гора. Иако овие луѓе не им се познати како дрвократци, сепак направиле прекршок согласно со законот, а според полицијата тие имале можност на судот да докажат дека полицијата погрешила.